Драги мои, здраво! Ајде сите на кафе во Аполон кафе, најдоброто место во градот каде што можете да направите кафе муабет. Овој пат ние сме заедно на кафе со нашиот денешен гостин, професорот Љупчо Прачковски. Професоре, здраво! Здраво! Добре ни дојдовте. Добро ме најдовте, ви пожелувам се најубаво и ми е драго што една ваква емисија е дел од нашиот град. На самиот почеток, пред да почнеме да разговараме со нашиот професор, да кажеме дека денешен наш спонзор, односно спонзор на оваа наша емисија е бутикот Луна. Сезонско намаление, 50% намаление, затоа побрзајте, посетете го бутикот Луна, се наоѓа во комплексот Дамјанов. Пред да започнеме со разговорот, одиме со мал джингл. Професоре, вие сте професор по најомилениот предмет меѓу учениците – физичко воспитание и култура. Да. Овој предмет има своја специфика. Интересот кај младите луѓе е во тоа што на тој предмет младиот човек се осеќа многу слободно, опуштено. Организмот го доведува во состојба на релаксација. Сето тоа му дава можност на младиот човек целосно да ги искаже своите емоции, да го отстрани сето она негативното од себе. Професорот е дел од целиот тој момент и се вклопува во таа состојба. И затоа се осеќа таа свежина и потреба младите луѓе да го почитуваат и сакаат и професорот и предметот. Но едно морам да кажам, дека сето тоа може да се реализира во целина ако стварно професорот е професор и максимумот го даде во тој предмет. Предметот има голема тежина, со своји специфики кои што ако не се надополнат во целина, може да помине во сосема друг правец. Омилениот предмет, физичко воспитување, треба многу повише да се користи кај младите луѓе. Не само како предмет, него и надвор од училиштето. Благодарам на вашето мислење дека тој предмет е стварно убав. Тоа им го заслужува. Кажавте дека физичката активност е добра за здравјето на сите, значи и за менталното здравје. Дали младите правилно ја насочуваат својата енергија? Дали доволно рекреираат? Дали доволно спортуваат? Ова прашање носи големи последици врз сето она што сега ќе го кажам, затоа што јас имам податоци дека 95% од младите луѓе просто речено не се занимаваат со никаков вид на спорт што се однесува во градот Делчево. Тоа е констатација која што се влече со години веќе во нашиот град и се одразува врз правилниот развој на младиот човек. Што се однесува до образовниот дел, каде што се обавезни часовите, многу повеќе сум задоволен од активностите кои се случуваат до 8 оделение, а многу помалку во средното образование. За жал, сето тоа дава едно мислење дека и надвор од образовните институции многу малку имаме активности. Неколку клубови, борачки, еден фудбалски клуб, едно културно-уметничко друштво и кога ќе се погледне сликата, ќе видиме дека сите тие 14.000 жители, половина и повише се млади луѓе, просто речено денот го поминуваат гледајќи телевизија на компјутерот, вечерно време излегувајќи од 11 до 3 до сабаље, пореметувајќи го целосно својот биоритам и доведувајќи го невзавидна ситуација својот развој. Затоа мораме, јас на неколку пати инсистирав и давав своје мислење, сите заеднички да се потрудиме оваа состојба да ја промениме. Јас сум живеел во време во кое што спортот беше многу повише користен. Имаше многу повише клубови. Делчево имаше 4-5 илјади жители, ние имавме 12 клубови. Имаше кросови, имаше надпревари масовни, во кои што сите учествуваа, и постари и помлади. За жал, денеска таа слика е сосема друга. Професоре, вие важите меѓу учениците за еден од најобожаваните професори.
Учениците просто ве сакаат. Што е тајната? Кои методи вие ги користите кога комуницирате со учениците? Многу е битно да таа комуникација биде на ниво кој што го заслужува професор со ученик. Не сме да се помине, јас вака во себе веламе, некоја црвена линија во која што допирот биде многу близок, но и допирот да не биде премногу далеку. Секој ученик треба да се почитува и респектира. Секој млад човек поседува во себе одредени квалитети и способности кои сака да ги докаже. За да ги докажеш, треба да воспоставиш контакт со тие млади луѓе, за да го ослободиш, да комуницираш со него, да му помогнеш во неговите правци на живот кои што не ги знае, а сака да ги дознае. Комуникацијата е еден од многу битните фактори, која што мора да биде на многу високо ниво, со огромен почит. Ако јас ученикот го почитувам, тој исто така мене ќе ме почитува. Во тој почит треба да има и ред и дисциплина. Треба да има одреден респект кој се принесува од професорот према ученикот. Обраќањето, личното обраќање, личниот контакт према моите колеги и према ученикот не е многу голема разлика. Затоа што ние сме една целина и заеднички, информирајќи се едни со други, сето тоа го принесуваме и си помагаме. Многу работи денеска во денешно време професорот без разлика на која возраст ќе ги научи од младите луѓе. Професоре, 25 години сте професор. Дали можете да ни направите споредба од некогаш и сега? Какви биле генерациите некогаш, а какви се сега? Ако посветиме внимание на генерациите кои први сум ги воспитувал, кога сум бил млад и јас како нив, еленот и снагата во тој временски период бил на многу висок степен. Сите мои способности и квалитети во тој период беа предадени на младите луѓе. Сето она што го имав капитал во себе го пренесував и се трудев да осознаат што е можно повише од мојата струка. Да ги воспитувам во духот на спортот, рекреацијата, но и во културата. Да им дам можност да се научат како да се однесуват, како во школата, така и надвор од училиштето. И сега, овие генерации кои што ги воспитувам, иако сум заменик директор во последните 3-4 години, повторно се трудам на тие млади луѓе да им врежам дел од се тоа што го пренесував на претходните генерации. Младиот човек мора да знае дека дисциплината е еден од најбитните фактори за правилниот развој во сферата на обичниот живот на човекот. Тука мораме да посветиме најмногу внимание. Спортот е тој кој што тоа може да му го даде на човек, затоа што во спортот мора да бидеш дисциплиниран. Мора да водиш ред на своето однесување. Мораш да знаеш кога можеш, кога не можеш да работиш некои работи кои не се во склад на она што ти како задоволство сакаш да го направиш. Јас велам на младите луѓе денеска, морате да сватите дека едно е задоволството лично што го имате, друго е потребата во животот што ја имате. Потребите кои што морате да ги реализирате, мора да бидат претворени во задоволство, а не да ги избегнуваме потребите и само да имаме потреба од задоволство. Многу генерации ќе ме сретнат и кажат, професоре, вие дадовте можност да се ослободиме од многу работи кои што не сме можели ни да ги помислиме дека тоа може да го направиме. Имавме, например, часови во кои што учевме за бонтонот. Како еден млад човек треба да се однесува кога навлегува во фазата да научи одредени движења кои ќе му користат утре да се додворува на некој девојче, на некој момче, како да се однесува по старите со својот бонтон, кога, на кој начин треба да му приде на човек, со кои зборови да се обрати. Тоа се мали, ситни работи, но многу битни. Се забележува дека додека зборувате за учениците и односот професор-ученик општо за училиштето, зборувате со огромна љубов. Меѓутоа, во вашата кариера, вие сте биле и градоначалник на општина Делчев. Каде најмногу се пронаоѓате?
96 до 2000 година имав таа чест моите сограѓани да ми дадат можност да бидам и градоначелник на мојот град. Тогаш имав негде околу 36-7 години и во полна снага и енергија. Бев горд прво на себе самиот што имав можност граѓаните да ми пружат можност да се вклучам во процесот на сестраниот развој на својата општина, на својот град. Тоа беше едно многу бурно време. Јас мислев дека енергијата која што ја внесував кај своите ученици, толку многу позитивна и со голем и јак интензитет, сето тоа ќе го пренесам и на своите граѓани кои исто така веруваа многу во мене и знаеја мојата личност и мојот потенцијал. Веруете, сето тоа се обидов да го пренесам надвор од школото. Својот сограѓанин го почитував и го ценев, така како што ги почитував своите ученици и своите родители. Колку беа моите можности, моите квалитети, дадов све од себе да помогнам во областа каде што стварно можев да помогнам. Инфраструктурата на градот, комуникацијата на луѓето за проблемите кои што ги има, можноста за заедничко разбирање на сите проблеми во градот. Но во исто време морам да кажам дека многу фактори делуваа да многу работи кои што заеднички сакавме да ги решевме, не можевме да ги решиме затоа што во тоа време се случуваа активности кои што не идеа во прилог на сето она што јас сакав да го направам. И почнува да ми спаснува мојот оптимизам. Почнав да ја губам довербата не во себе, него во средината која што ме окружува, не во граѓаните, него во факторите кои што во тоа време делуваа негативно. Многу политички струи обструираа едни на една страна, други на друга страна. Овој крефок, плурализам во тогашно време беше многу страшен. Луѓето просто речено почнаа да се омаловажуваат и смејуваат, да се оттуѓуваат. Никој на никого не веруваше. За жал, овие трагедии ден денеска остануваат. Колку и да бев полн со енергија и можност да сето тоа го анулирам, јас како фактор и како човек не бев во состојба да ги доведам во состојба на нормална работа сите овие работи. Факторите на самолюбие, на брзо збогатување, на уништување на благодетите кои што генерации пред нас го направиле, си го направи своето. И да ви кажам искрено, почнав да се разочарувам и да добивам еден дојам дека ја, просто речено, сум се довел во ситуација во која што најмалку сакав да бидам. Иако толку многу, со толку голем елан и срце, сакав да помогнам на моите сограѓани. И на крајот да се случи онаа што мораше да се случи. Да сватам дека во тоа време Прачковски Лјупчо не требал да биде градоначелник. Не сте можеле да се вклопите во шемата? Па не, затоа што не можев да се вклопам во шемата онаа која што ја диктира луѓето кои што мислеа сосема спротивно од мене. Вашите морални вредности биле? Да, нарушени. Нарушени затоа што за мене беше граѓанинот една компактна состојба која што мораше да се исполнат одредени работи кои што се дел од обичниот живот. Не можеш да го негираш и омаловажуваш човекот за да ти бидеш оној кој што ќе владееш. За жал, овој систем во кој што велиме дека е огромна демократија, слобода на мислење, во исто време и нарушување и на идентитетот на личноста, омаловажување на личноста. Мене тоа ме све доведуваше во состојба да сватам дека, за жал, можеби денеска, можеби после 10-15 години тоа ќе се промени и ќе се релаксира состојбата. Но во тој период, додека јас бев, поготово тензијата помеѓу партиите беше толку голема да моите пријатели кои ме почитуваа и цена, а ден денеска ме почитуваат и ценат,
просто речено си свртеа груп еден спрема друг. И ја не можев да најдам едно заедничко решение помеѓу нив. И било која иницијатива јас да превземев, едната страна секојаш се спротестуваше на другата страна. И градот, просто речено, тапкаше во место. Граѓаните остануваа без работа. Екзистенцијата се доведуваше на работ на животот на секој граѓанин. Сето тоа го тишти градоначалникот. Јас немав некое големо искуство, не бев влезен во ниту еден бизнис. Не ми доаѓаше на памет. Тоа ви викам дека не Да. можеле да се покажете. Не сакам, не можев да го направам тоа. И ден денеска како човек, ја тоа не можам да го направам. Ја не сум воспитуван во тој дух. Може би тоа моја грешка. Али горд сум што сум останал ова што сум ден денеска. Таков ми е мојот тренд на живење, така ме воспитале моите родители и така ги воспитувам моите деца. Така тоа го принесувам и на генерациите кои што идат. И верувајте, тоа е единствениот пат да одиме сите напред и ќе дојде моментот што сигурно тоа ќе се реализира. Мислам дека тие моменти полека ќе ги надминеме и демократијата ќе ја доведеме во правец на правилен развој, а не тоа што се случуваше 90-тите до 2000-та година. Се ближи изборот за градоначалник. Веќе имаме 5 кандидати од нашата општина. Што би им препорачале вие? Еве на нашиот иден градоначалник, што би му препорачале, на што најмногу да внимава? Сигурно периодот кој што следи пред нас е изборен период, можноста за докажување на сите оние кандидати кои што сакаат да се афирмираат и да дадат свој допринос за развојот на градот. Би препорачал текот на активностите кои што следуваат да бидат во складот на културата и односот према граѓанинот да биде на висок степен. Да го промениме ритмот на однесување. Граѓанинот од нас очекува висок степен на разбирање. Не да се постави индивидуата над сите. Ако сум јас кандидат за градоначалник, не смеам и не можам никој друг да го омалважувам и да го доведувам во незавидна ситуација. Што е поголема конкуренцијата, толку подобро за правилниот избор на градоначалник. Не смееме да ги повторуваме грешките од претходните избори. Не смееме да го доведеме граѓанот во некоја ситуација да стравува, со кого ќе застане на улица, со кого ќе разговара. Не смееме да се доведеме во ситуација граѓанинот да биде во улога на тоа дека секој ќе може да му прети. Секој ќе го доведе во ситуација да каже зошто и зошто со тој разговараш. Просто речено културата да ја спуштиме на најниско ниво. Сепак граѓанинот е тој кој што го бира градоначалникот и секој оној кој што е поставен на улога да биде биран. Заканите, предупредувањата да ги отфрлиме како фактор. Ако тоа не го внесеме во нашата култура, идниот градоначалник нема да биде успешен градоначалник. Секогаш ќе има непријател од една поголема група на граѓани, која што ќе ги повторува неговите зборови додека бил за време на агитацијата. Веќе 19 години како се наоѓаме во тој повеќе партиски систем. Поминале многу генерации. И сите тие го поднеле товарот на нашето неискуство, на нашето незнаење, за жал на нашата алчност, да ги постигнеме резултатите кои можеби не ги заслужуваме. Да се афирмираме како луѓе, а тоа не го заслужуваме. Да почнеме да одиме во позитивен правец. Луѓето да веруваат во нас, а не да не одбегнуваат. Луѓето да сватат дека чинот за избор на одредена личност е чин затоа што они тоа го посакуваат и затоа што тој човек стварно, заедно со нив, ќе постигне висок степен на напредок на градот за секој поединец. Точно, секој некоја политичка опција има во себе, но граѓанинот е дел од секоја таа политичка опција, кога веќе ќе постанеш личност која што ќе биде изберена од граѓаните. Почитувани кандидати за градоначалници, без разлика со какво искуство сте,
без разлика со каква младост сте, вие морате да сватите дека сте идните кои што сите грешки што ги направивме ние, треба да ги отстраните. Ако не, ќе западнеме во апатија и во нешто што нема да не доведе до напредок, него само во едно лично задоволство кое што ќе трае сосема кратко. И нема да му возможи ни ниту еден граѓанин никаква слобода, ниту на мислење, нити пак афирмација на други млади генерации, на други возрастни луѓе кои што имаат своје искуство, но за жал некој тоа не им го дозволува. Многу интелектуалци во градот Делчево и во околината не можат да се афирмираат и не можат да се докажат затоа што стегите на досегашните комуникации помеѓу луѓето биле во еден многу потесен круг. Тие потесни кругови овозможуваа само афирмација на одредена група или на поединец, а не афирмација на правите личности кои што ќе дадат еден дух на заедничко разбирање и однос. И сите негативни тензии ќе бидат отстранети. Времето и за искусните и за младето е денеска да се промени. Докажувајте се, али секогаш мислете дека на прво место е самиот граѓанин. Неговата почит граѓанин почнеме заеднички да го ставиме на тонот таму кај што му е местото. И пожелувам среќа на сите, пожелувам да дадат нов дух, сите они го заслужуваат местото за кандидат за градоначелник. И сите они ќе дадат свој допринос, ако ги слушаат овие зборови, а тоа се зборовите, верувате, не само на мене, него на секој граѓанин, сигурно ќе се вроди нешто ново во овој град. Граѓаните нема да ни бегаат веќе од градот Делчево, младите нема да бегаат од градот Делчево, нема да тражат екзистенцијата на други места, него ќе остануваат овдека. Знаете ли дека моментално од Делчево надвор од градот се 4000 жители? Дека ние многу малку имаме млади луѓе кои што сакаат овдека да се вратат. Смееме да бараме причината на друго место, по самите нас. Сите ние сме кривци што сме биле до сега на власт тоа што се случува. Професоре, огромно е задоволството што пиевте кафе заедно со нас. Ви благодарам што не удостоивте. Благодарам и на вас и пожелувам успешна понатамошна работа. Верувам дека секоја емисија ќе биде поголемо богатство за секој граѓанин во градот Делчево.